во 2019 година за прв пат ја направивме операцијата за имплантација на вештачко рамо со помош на 3D принт технологијата. Јас и доктор Ненад Петков го дизајниравме посебниот инструментариум кој беше потребен конкретно за таа пациентка, затоа што имаше многу голем дефект на коските и беше практично многу тешко да се вгради протеза без да се направат посебни мерки и посебни водичи за вградување на таа протеза. Тоа го направивме некаде во јуни 2019 година. Од тогаш до денеска се направени сигурно околу 5 до 6 операции слични на тоа. Не само на рамо, туку сме правеле операции со помош на 3D принтање и на подколеница, на стопало, од кои што сите покажале одлични резултати. Се скратува траењето на операцијата, на самата интервенција, што е подобро за пациентот и за хирурзите. И сите мерки кои што се потребни се направени пред влегувањето во сала, што значајно го заштедува, да речеме, и коскениот материјал на пациентот и сите оние грешки при мерење што може да се случат во тек на операција. Ние кога го правевме истражувањето во 2019 година, пред воопшто да почнеме со таа технологија, не најдовме ниту еден случај во регионот каде што беше користена таква технологија. Имаше неколку операции кои што беа така замислени, но не со толку инволвирање на 3D принтот во Европа, повеќе беа во Австрија еден дел, и во Франција имаше неколку такви операции, но дефинитивно бевме први во регионот. До каде бевме први, не можам точно да кажам, затоа што некој можеби не го објавил се уште својот труд. Наскоро се надеваме дека во наредниве 2 до 3 недели ќе извршиме операција повторно вградување на протеза на рамо, но овој пат со многу поголемо инволвирање на 3D технологијата, со тоа што ќе се направи обид и едно од ретките места каде што може да се со посебен тип на 3D принтер, каде што ќе може и да се направи и дел од имплантатот со 3D принтање, кој што ќе биде специфичен за тој пациент, за тоа рамо и ќе биде custom made. Значи специјално за тоа рамо и ќе помогне протезата да се намести точно како што треба за пациентот да има многу подобри резултати. За жал тоа го увидовме пред неколку дена, баш буквално додека седев и го правев моделот за следната операција. Излегува настан каде што колега од Бугарија, кој што се уште не видов дали има направено, без разлика дали има направена операција, но идејата му е одлична. Секако тргнал по, да речем, малте на истите, ако не скоро истите стапки по кои што ние веќе одиме од 2019 година, но тука се гледа разликата, да речеме, во нашата земја и во другите европски земји. Он веќе една година го подготвува тоа како идеја, како проект, за кој што има добиено награди од председателот на неговата држава, кој што има добиено неколку гранта и од самиот медицински факултет, каде што е тој, целата него има дадено да формира приватна фирма, значи дури да го наплаќа тоа што го работи, само за да се напредне технологијата. Додека за жал кај нас, веќе втора година ортопедија и травматологија при 8 септември работи со 3D принтерот, правиме операции, но за жал никој не нема нити исконтактирано, да ни честита, а не па повеќе. Се трудевме да информираме јавноста, нели, колку ни беше возможно и дозволено, да речам, но некогаш во медиумите некогаш и побитни вести ги потиснуваат овие достигнувања, некогаш и едноставно интересот на тие кои што треба да го промовираат тоа све не е на високо ниво. Единствената причина за која што ни треба помош е затоа што оваа технологија треба да стане стандард. Ние сме направиле нешто први во регионот, ова што ќе го направиме за неколку недели е нешто што ќе бидеме први во Европа, можеби и во светот, едни од првите, ако ништо друго. Така што до сега сето ова е направено со мои лични средства. Опремата јас лично ја имам набавено. Сите материјали кои што се трошеа се мои лични набавени и се донирани практично. Ништо од тоа не е наплатено ниту на пациентот, ниту на болницата, значи све е со своји лични финансиски средства, со своја лична заложба, па дури и до учење на софтверот со кој што се работи, морав лично јас да го научам тоа 3D моделирање, да го спојам со медицинското знаење, за да можеме да направиме вакво нешто. Све сами од почетокот, значи опремата од почетокот, потоа и софтверот за дизајнирање, па и начинот како да се извади моделот од самиот пациент и да се прилагоди, све тоа го направивме сами.
секако со помош од моите колеги од одделението, но најголемиот дел го истеравме сами. За жал не ме контактира и тоа малку е тешко кога нема да ве контактираат студентите по медицина, тоа значи дека толку бил настанот, нели, оваа технологија која ние користиме толку слабо промовирана, што дури ни нашите студенти не знаат дека се случило такво нешто во Македонија, затоа што јас верувам дека тие да имаа знаење, дека ќе не поканија ние да ги држиме тие предавања. А тоа се гледа па од другата страна, колку од една друга држава, странска држава, е толку промовирано што стигнале до Македонија да држат предавања. И тоа ви го кажува проблемот колку нашите домашните достигнувања се потиснуваат, секогаш од различни причини, некогаш се едноставно, како што реков, проаѓаат во дупките на информациите, некогаш се од суети, но секако не е битна причината зошто. Едноставно достигнувањата на нашите домашни истражувачи се секогаш потиснати. Нашата држава у последниве 10, ако не и 15 години, мислам дека има доделено 0 денари за истражување. Зборам конкретно за во медицината. Како грантови, како било каква парична помош за истражувањата. А секој истражување, сакале или не да признаеме, чини пари. Не можам да ги кажам, да ги предскажам сега плановите за иднината, заради тоа што, нели, секогаш тоа значи колку ќе имаме време, колку ќе имаме можности, живееме во време на една пандемија која што, еве, сега почнува веќе третиот бран на истата, не знаеме како ќе биде целата ситуација и второ, стигате до еден момент каде што мотивацијата за нешто сами да буткате малтене со сила да развивате, веќе опаѓа. Секако. За среќа од колегите имам поддршката. Тука не можам да се пожалам, од колегите имам поддршката, но треба малку повеќе и поширока поддршка.